Ако некој не пие алкохол, Зоран Заев е да погоди работата. Човекот промашил комплет. После 2 сата и 17 минути седење во кафана на слободен разговор се случуваат грешки. Без разлика дали и колку време биле во кафеана или пак воопшто не биле, политичарите од највисоките ешалони годинава често не знаеа баш што зборуваат, знаеа да бидат доста збунети. И дава 3,3 милиони евра пари со ефтини услови, од таа е кредибилна. 3,3 милиарди. 3,3 милиарди. Кога се донесе воредната состојба на 16 април беше, не 16 март, и како беше првата кога се донесе? 16 март. Иницијативата да прогласиме воредна седница беше донесена на средбата со воредна состојба. Воредна состојба, се извинувам, фала што ме коригиравте. А на Заев очигледно не му оди со имињата. Откога го промени името на државата, сега го заборави на поранешниот министер, со кого соработуваше 3 години. На министерката Десковска и на министерот како се викаше претходниот министер Арбер. Но покрај Заев прилично збунет беше и човекот кој управува со кризата во Македонија, директорот на ЦУК Стојанче Ангелов. Се смешав. Се на воредна состојба со која што покрај другите работи на владата и беше возможено да носи уредби со се смешав. Да носи уредби со законска сила. Премиерот најде нов начин за битка против короната. А донесовме одлука и клетва да не ги фаќа. Па и ги колнат многу по ова, но само така можеме да се избориме со ковид кризата и да престане ширењето. Заев ни откри и малку познати детали од преговорите со поранешниот премиер на Грција Алексис Ципрас. После саат време разговор, вели Зоран, имаш еден проблем. Кој проблем? Нов проблем некој? Вика, нов е проблем. Што е проблемот, Алексис? Вика, имаш многу убава ќерка. Викам, а ти син да немаш? Вели, имам 2. Викам, еве го, Алексис, ќе го постигнеме сега договорот, малку ќе попуштите на името, јас ќе дам ќерката, ние немаме море, ќе дадете едно острово. Така да, полека и ќе го најдеме решението. Тешка геостратешка грешка. Покрај премиерот кој претходно ги покажуваше, своите лингвистички способности ги покажа и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Теовел, Еменге, Буте Бешенге, Обиджуко. Покрај политичарите од власта, може би помалку, но киксови и гафови си има и од опозицијата. Да живее Зоран Заев! Седи ми ремете. Не слушнав реакција. Да го спомнам автопатот Битола Пато масовно е на цело село. Годинава Македонија си доби пандан на Оскарите, овој пат во Лозово, каде една од наградите ја доби ни најмалку, а ни најмногу, кирката на градоначалникот Аце Велковски. Без лажи и превара е. Ни најмалку, ни најмногу, шпоретот го доби ќерката на нашиот градоначалник Аце. Повели душо. Да видиме што ќе кажат они. Со среќа нека е. Фала на добро вечер, сакам да кажам. Ние фамилиарно го добивме шпоретот и фамилиарно одлучивме да го дадеме шпоретот на некоја фамилија што навистина и треба. Грешки и гафови, како годинава, се случували и претходно, но ретко кој политичар има доблест да го признае тоа. Еден од нив сепак не е собранискиот спикер Талат Џафери.
Мислам дека не е крај на светот ако човек ќе каже да, сгрешив.